Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада. Во нив ќе гледате. Граѓаните од Полошко излегоа на гласање, излезноста околу 40%. Во училиштето Коста Рацин во Брвеница забележани непознати лица кои запишувале граѓани. Ги прашавме граѓаните кои се нивните очекувања од идната влада. Мирен изборен ден во Тетово и Тетовско. Гласачките места беа отворени на време. Гласањето започна во 7 часот наутро и не се регистрирани некои поголеми проблеми. Излезноста до 15 минути пред 21 часот во Полошко беше 32,22%. Прилично мирен изборен ден во Тетово и Тетовско. Во 7 часот наутро гласачките места беа отворени, а започна гласањето на 10-тите парламентарни избори во земјава. Таква беше атмосферата и во градското подрачје, но и во околните места. Немаше проблеми, гласањето почна на време, се во ред. Со оглед дека и работен ден е и пандемија, малку е понизок проценот, али на крај на гласањето тоа ќе може да кажеме повеќе во врска со тоа. Изборите течат регулар. Избирачкото место е отворено точно во 7 часот наутро. Очекувам мирен ден, а протоколите од избирачите се почитуваат. Ова избирачко место има вкупно 692 гласачи. До сега се одвиваше нормално. Од Општинската изборна комисија во Тетово истакнаа дека изборниот процес се одвива според утврдените протоколи за заштита. До сите 117 избирачки места од страна на Државната изборна комисија е предадено до Општинската изборна комисија и при распределување на изборниот материјал Општинската изборна комисија достави маски, дезинфекциони средства и се што е потребно за почитување на здравствениот протокол. Излезноста во Полошкиот регион 15 минути пред 21 часот изнесуваше 39,29%. Гостивар имаше мирен и демократски изборен ден. Општинската изборна комисија забележа помали технички проблеми и граѓани кои не биле евидентирани во избирачкиот список. Протоколите на избирачките места се почитуваа. Заврши гласањето на парламентарните избори. Гостивар имаше мирен и демократски изборен ден. Процесот се спроведе според протоколот, без создавање на гужви и со генерално почитување на мерките за заштита. Граѓаните на гласање доаѓаа со заштитни маски, ги дезинфицираа рацете на влез од гласачкото место и го остваруваа своето право на глас, без да се задржуваат подолго време во просториите. Членовите на избирачките одбори носеа заштитна опрема и седеа на поголема раздалеченост од вообичаено. Неколку избирачки места наместо во училници беа префрлени во спортските сали на училиштата, за да се обезбедат по соодветни услови согласно протоколот. Од избирачките одбори рекоа дека гласањето течело во ред со почитување на мерките за заштита. И исполнети сите услови, секој гласач доаѓа со оно протоколот што е предвидено со маска. До сега само двајца гласачи немале маски, така да ние во договори во координација со избирачкиот одбор им дадовме 2 маски, луѓето пошто се доедени, немале маски, при влезот во самото училиште им ги обезбедивме со маски и до сега во главно се почитува, значи излезеноста, маските, дезинфекција на рацете пред влезот, после излезот. Општинската изборна комисија на Гостивар информираше дека се јавиле одредени технички проблеми, како и случаи кога граѓани сакале да гласаат, но не биле евидентирани во избирачкиот список. Да речеме со апликацијата имаат некои проблеми со логирањето и со внесот и на тие податоци што се поради тоа што имаат, да речеме, и подрачја кои што се оддалечени од градот и се планински места, кои што имаат потешкоти со интернетот и така, од таја природа. Меѓутоа, истите, доколку не можат преку интернет, можат да се јават кај нас и ни ги дават истите податоци, па ние ги пренесуваме на статистика. Процесот, реков, тече нормално. Има од тие кои што и овој пат има, како и минатите избори, има што не се наоѓаат во избирачкиот список. Така што тие се упатуваат во
подрачната единица на Државната изборна комисија или имаат право и да поднесат и приговори доколку сметат дека им се нарушува нивното гласачко право. Меѓутоа, тие луѓе не ќе можат да го остварат нивното право за гласање овој пат, затоа што не се наоѓаат во избирачки список. Според последните податоци за излезноста од Државната изборна комисија, до 19 часот во општина Гостивар, правото на глас го искористиле 35,4% од вкупниот број на гласачи запишани во избирачкиот список. Во соседната општина Врапчиште до 19 часот гласале 29,4% од избирачите. Од Државната изборна комисија нешто пред 21 часот известија за излезноста во сите изборни единици во рамки на денешниот изборен ден. Изборниот ден до 21 часот, нешто пред 21 часот, се собрани последните податоци за излезноста во овој изборен ден. Можам да ви кажам дека резултатите се собрани од 3466 избирачки места од вкупно 3480, гласале до 20,922,678 гласачи или 50,86%. Што значи очекуваме бројката да се зголеми уште за нешто за тие последни 15-20 минути. И тоа, во изборната единица 1 излезноста е 52,17%, изборната единица 2 47,97%, изборна единица 3 57,37%, изборна единица 4 59,79%, изборна единица 5 50,16% и изборна единица 6 39,23%. Во училиштето Коста Рацин во Тетовска Брвеница биле забележани неколку непознати лица кои ги запишувале граѓаните. Од МВР информираа за оваа избирачка нерегуларност. Од Министерството за внатрешни работи информираа за случај на нерегуларност во Тетовска Брвеница. Имено во училиштето Коста Рацин, каде што денеска се одвива гласањето, биле забележани неколку непознати лица кои ги запишувале граѓаните кои доаѓале да гласаат. Овој случај бил пријавен во секторот за внатрешни работи Тетово. Во СВР Тетово пак било пријавено дека во основното училиште Коста Рацин во село Брвеница Тетовско имало неколку непознати лица кои ги запишувале граѓаните. За сите овие настани се преземаат соодветни мерки за расчистување на случаите. Откако ќе бидат расчистени, соодветно ќе информираме јавност. Ова е единствената ваква нерегуларност која досега е пријавена за време на изборниот ден во Полошкиот регион. Граѓаните на Полошко се упатија кон гласачките места за да ја извршат својата граѓанска должност. Ги прашавме кои се нивните очекувања од овие избори и од идната влада, како и дали се задоволни од заштитните мерки при гласањето. Još minuta bi dali. Od narod zavisi to. Mi gledamo sve najbolje da bide. Барем чекор понапред. Благодарам. Се беше во ред и одлично организирано, можем да кажем. Да, го остварив моето гласачко право, протоколите се почитуваат, се е во ред. Мислам дека денот заслужува и така да биде. Што очекувате од новата влада, кои проблеми да ги реши на граѓаните конкретно на Тетово? Па очекувам конечно да почне нешто да се средува во државата, како на државно ниво, а уште повеќе во Тетово, затоа што имаме многу проблеми кои што остануваат статус-кво вечите. Да, се почитува, само по еден влегувавме, освен ако сме фамилија, тогаш по двајца можеше. Маски, заштитни ракавици кои имаше, кои нема со дезинфекционо средство. Ја мислим дека во ред протече процесот, мислим на гласачко место каде што ние гласавме. Така да го остваривме своето право. Ја мислим дека не може понатаму со техничка влада, треба стварно да се избере во поготово ваква ситуација кога знаеме со што се соочуваме, со какви здравствени проблеми. Повикувам сите да излезат да гласа, да го остваре своето гласачко право. Ова се пресудни моменти за нашата држава и свакој треба да излезе на гласање.
Што очекуваме? Подобро да биде, што друго, што ќе очекуваме друго. На што треба да се работи најмногу? Прво на економијата, вработување, па после другото ќе си дое све поред. Овие избори се малку специфични поради коронавирусот? Па се тоа е што е. Мора да се придржаваме прво здравјето на луѓето, па после друго. Кои се вашите очекувања од новата влада? Па би сакал да биде подобро тоа, друго што да ви кажам. За сите нас во Македонија. На што најмногу треба да се работи? Најмногу. Има многу работи кои треба да се работат. Многу. Например, што треба да биде приоритет според вас? Па, децата да не оде странство, да им се отворят работни места тука, да може да живеат комотен. И така ќе влегаме се во Европа, вете во НАТО влегаме и тоа. Своето право на глас, кои се вашите очекувања? Да, очекувам многу подобро од што беше. Тоа, супер беше гласањето. Се во ред, немам никакви замерки. И носителите на листи во 6-та изборна единица, како и кандидатите за пратеници, денеска ја извршија својата граѓанска должност и се упатија на гласање. Ова се неколку од нив. Што туку го искористив моето со Уставот на Република Македонија за гарантирано право на глас. Гласав во основното училиште Гоце Делчев во Гостивар и горда што го споменувам името на овој македонски великан, изјавувам дека денес е голем ден за Македонија, затоа што денес Македонија победува. И нека помине се во најдобар ред до вечер, а вечер нека слави Македонија, онаа Македонија на Гоце и на Питу и на сите кои живееле за незините правда и слобода. Денеска, под едни нови околности предизвикани од коронавирусот, го остварив своето право на глас. Државата и институциите покажаа капацитет дека и во услови на ваква сериозна пандемија успеа да организираат здравствено безбедни услови, безбедни за сите вклучени во овој изборен процес. Денеска граѓаните на овие избори одлучуваат кој ќе ни ја води државата во наредните 4 години, кој ќе се грижи за нашето здравје и кој ќе ги води евроинтеграцијските процеси. Затоа ги повикувам сите граѓани масовно да излезат на овие здравствено безбедни избори, фер и демократски, да изразат својата својата волја и да го дадат својот глас, затоа што од нив зависи иднината на нашата држава. Многу важно е да видат изборите фер и демократски, да исполнуваат стандарди. Имаме сите една таква ситуација што сепак граѓаните имат дилеми одредени групи дали да излегуват или не. Многу едноставно е маска, пенкало и верувам дека и излезноста ќе биде во ред. Денеска ја искористив моето граѓанско право да гласам на овие фер, демократски и сигурни по здравјето на граѓаните избори. Овие избори се многу важно за Македонија да продолжи по незиниот евроатлантски пат или да се врати назад во необјавена диктатура во која живеевме повеќе од 10 години. Во овие избори, значи, ја имаме таа златна можност да гласаме да продолжи евроатлантскиот процес и пат на Македонија за конечно, како што станавме дел од НАТО, да станеме и дел од Европската Унија, за да станеме дел од развиениот европски свет и да бидеме меѓу развиените европски народи. Добро, како што е редот, јас си го искористив правото на глас овде во родното место, имајќи предвид дека на овие избори сум носител на изборна единица 5, по гласањето овде ќе се упатам во изборната единица, да одблиску следам значи што се случува во изборната единица и тамо да ги чекам резултатите крајни по завршување на гласањето. Мило ми е што се превземени сите мерки и се почитуваат сите мерки по однос на заштита од вирусот и тоа е оно што треба да го следи денот и понатаму. И посакувам успех на сите што учествуваат во изборите. Добар ден, денеска е среда, среќен ден. Се одржуваат парламентарните избори 2020 година. Ги повикувам граѓаните на масовна излезност на своите гласачки места да го остварат своето гласачко право и да го дадат гласот на оној што мислат дека ќе го направат македонецот горд и достоинствен, каде што ќе твори, ќе работи на ова парче свето место што се вика Република Македонија.
Доста беа 30 години, во прошлите изминати 30 години, каде што народот беше понижен, ограбен. Се надевам дека ќе има убава иднина од сега натаму за македонскиот народ воопшто. Да, го остваривме нашето гласачко право. Очекувам денеска сите граѓани да излезат и да го остварат своето право. Денеска очекувам граѓаните да победат. Тоа би било сега околу изборниот. Мислам дека изборниот процес треба да се одвива фер, еднаш веќе да тргнеме демократски да гласаме. Екипата на Ренова во контролен надпревар на градскиот стадион во Гостивар го совлада Вардар од Форино со 2:0. Екипите на Вардар од Форино и Ренова на градскиот стадион во Гостивар одиграа контролен надпревар во рамки на подготовките за новата сезона. Во првиот дел двете екипи беа рамноправни и Ренова не успеваше да го најде патот до голот на квалитетниот второлигаш од Гостиварско Форино. Сепак во вториот дел до израз дојде искуството на фудбалерите на Ренова, кои со головите на Рамадани од пенал во 60-тата и на Шефити во 61-та минута забележаа победа од 2:0. Двајцата тренери после надпреварот истакнаа дека се задоволни од тоа што го прикажале нивните избраници, со оглед дека овај за двете екипи беше прв надпревар во подготвителниот период. Ние сега почнавме со подготов и сме во фаза каде нозете ни се тешки и сакав да видам како ќе се движат моите играчи, некои проби, кај грешивме, кај треба да поправиме. Тоа ни беше контролна утакмица и за мене беше битно, не беше битен резултатот, туку беше играта. Играме против една екипа која се подготвува за Лига Европа и тоа многу е тешко за нас. Значи ние сме во една фаза кај што многу сме тешки уморни. Сабајле сме имале тренингова после пладниот надпревар. Знаевме дека ќе биде така и очекувавме да бидеме тешки. Нормално е тоа припремен период, али има некои ситуации кои од уморот не може да ги реализираш како треба некоја ситуација. Важно е значи ова надпревар ни е као да влегуваме полека у ритам. Имаме уште многу надпревари тука кај што ќе ги поправиме некои грешки што се појавуваат. Имаме нови играчи кои мора да се адаптираат брзо у нашата екипа, у нашиот стил на играта и мислам дека полека ќе дојде се на свое место. Надпреварот на градскиот стадион во Гостивар беше прв после пауза од 125 денови кој се одигра во Полошкиот регион. Последниот фудбалски надпревар пред прекинот поради пандемијата на COVID-19 беше на 11 март, кога во рамки на првата лига Шкендија играше дома против Скопски Работнички. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.